Како да ја прилагодиш и да ја одржиш својата редовна медитацијска пракса во текот на летото? Кои се едноставни чекори за пријатна медитација на високи температури и кои типови на медитација се погодни во текот на летото? Високите температури и летните горештини може да ја пореметат твојата редовна медитацијска пракса. Временските услови може да влијаат на нервниот систем, на појавата на благ физички дисбаланс, на појачена нелагода и нервоза, како и на ментална конфузија, умор, неспиење и намалена концентрација. Својата медитацијска пракса пожелно е да ја одржуваш флексибилно, а не строго и ригидно, кога постои влијание заради временските прилики. Кога се во прашање високите температури, она што може да помогне е следното. Погоден тајминг, пријатна просторија, лесна облека, добра хидратација, струење на воздух, поврзано со телото, пратење на сигналите на телото и природен лад. Тоа значи да се прилагоди тајмингот за медитација кога е попријатно. Да биде просторот каде што се медитира добро проветрен и оладен. Облеката да биде многу лесна, да постои добра хидратација на организмот. Кога можеш, медитирај во природа, во природен лад. Летото е идеално време за така наречена водена медитација. Овој тип на медитација е совршен за балансирање на животната енергија. Водената медитација може да се прави на 3 начина. Начинот го бираш по сопствените преференции, по просторот и по чувството во сопственото тело. Исто како и време траењето на медитацијата. Првиот начин. Одиш покрај вода, море, езеро, река, фонтана, базен. Седнуваш или стоиш покрај таа вода. Потполно го фокусираш сопствениот поглед на таа вода и само ја наблюдуваш водата. Вториот начин. Седнуваш покрај одредена вода. Што повеќе го опушташ своето тело, ги затвораш очите, свесно дишаш и потполно го ставаш фокусот на звукот на таа вода. И само услушаш звукот на таа вода. Третиот начин. Влегуваш во вода, потполно и се препушташ на таа вода. Ја чувствуваш по целото свое тело. Чувствуваш како те допира, како те заплиснува. Да чувствуваш низината топлина, низиниот мирис. Својот фокус потполно го ставаш на визуализирање како таа вода мие се од тебе. Секој вишок, секоја тежина, секоја празнина, секоја болка, секоја мисла, секоја ниска емоција. Водата потполно енергетски не исцелува, длабински не чисти и ревитализира. Посебно делува на балансирање на женската енергија и балансирање на првите 3 чакри. Затоа, искористи го летото и водата и направи некоја од овие 3 типа на водена медитација или испробај ги сите 3. Промената на место, на нова средина, на присуство на други луѓе при патување може да влијае на редовната медитацијска пракса.
Обично во лето фреквенцијата на патувањата е зголемена, па затоа во склад со карактеристиките на енергијата на летото како временско доба, таа наша пракса може да биде поспонтана, поопуштена и послободна. Секако дека се задржува доследноста во медитирањето, зашто таа е клучна за стабилност и суштина, но можеме да ја менуваме формата на самата медитацијска пракса. Со промената на формата, нашата свесност добива ново, подлабоко ниво, бидејќи се фокусираме на нови звукови, на нови мириси, на нови облици, на нови амбиенти и експериментираме со нови ресурси. А тоа ни донесува и нови искуства. Кога сме на одмор, не значи да се одмориме од медитација, туку значи да ја одмориме својата медитацијска пракса од строгите правила и да се отвориме потполно за нови форми на медитација. Примери за такви нови форми на медитација на одмор се следниве: слушање на звук на море, слушање на звук на птици, наблюдување на бранови, наблюдување на лет на птици, наблюдување на небото, на облаци, на дрвја, на цвеќиња, на камења, наблюдување на околината, наблюдување на други луѓе околу нас, но како неутрален посматрач, без никакво просудување, осудување, приметби. Шетање покрај обала или шума. Свесно чувствување на песок на нозе. Свесно чувствување на ветер во коса, по кожа. Свесно слушање на гласови околу себе, на музика. Свесно гледање во бродови, во чамци. Свесно мачкање со крема за сончање. Свесно дишење, свесно мирисање. Нека те води љубопитноста за откривање на нови форми на медитација. Играј се, тестирај, експериментирај и потполно уживај во летото.